Почитувани гледачи, добро утро. Утринска програма Слободен печат. Колку сексуални болести има во светот? Колку од нив се заболени? Кои од сексуалните болести се присутни во Македонија? Колку од нив се завршуваат смртоносно, колку се лекуваат? Утрово наши ваш гостин, доцент доктор Весна Бришковска-Бошковски, специјалист по дерматовенерологија од приватната болница Џибадем Систина. Докторка, добро утро. Ви благодарам што ја прифативте поканата од Слободен печат. Она што е статистика во светот, дека во моментот боледуваат на 370 милиони луѓе од некаков тип на сексуално преносливи болести. За Македонија јас не успеав да најдам статистика, еве од вашето долгогодишно искуство, каква е состојбата во Македонија, има ли стигма и која е најризичната возрастна група на која што заболува практично? Така. Најпрво да ги дефинираме овие типови на заболувања. Сексуално преносливи инфекции, самото име кажува дека тоа се инфекции кои што се пренесуваат преку сексуален контакт од инфицирано лице. Кога мислиме сексуален контакт, не е тоа секогаш ексклузивно само вагинален однос, се мисли и на орален, меѓутоа и на анален сексуален однос. Некои од овие типови на инфекции покрај сексуалниот контакт може да се пренесат и преку директен контакт кожа со кожа. Така. Бројката е алармантна, статистиките се тие, кажуваат дека секој ден во светот заболуваат нови 1 милион случаи на сексуално преносливи инфекции. Таа бројка е точно на годишно ниво над 370 милиони на најчести типови сексуално преносливи инфекции. Дури има и статистика која што вели дека секоја жена, барем еднаш во животот, ќе има некаква инфекција со хуман папилома вирус, така. А има и над 500 милиони луѓе во светот кои што боледуваат од хроничен генитален херпес. Најчестата возрастна група кај кој што се појавуваат овие заболувања, дури во 80% од случаевите, тоа се пациенти во млада возрастна популација од 15 до 24 години. Практично, што за инфекциите би кажале, тоа е една голема група на микроорганизми кои што ги предизвикуваат овие заболувања. Се смета дека има над 30 вакви предизвикувачи, од кои што најчести се 8 во пракса. Так, тоа ми беше и следното прашање, за кои болести да ги наброиме се најчести и најопасни на некој начин. Практично 8 рековме се најчести, од кои за 4 велиме дека се излечливи, односно постои соодветна терапија, можеме комплетно да ги излечиме, бидејќи се предизвикани од бактерии, односно паразити. Тоа во прв ред е најчестата сексуално пренослива инфекција воопшто и во женската популација, тоа е хламидијата, сифилисот, гонорејата и трихомонасот. Останатите 4 се предизвикани од вирусни предизвикувачи. Најчести вирусни предизвикувачи на вакви типови инфекции се хуманиот папилома вирус, гениталниот херпес или херпес симплекс вирусната инфекција, хепатит Б и ХИВ. За нив познато е дека не постои соодветна терапија. Дел од нив ги имаме доживотно, дел од нив може да се само лимитирачки или само излечливи. Во секој случај за нив постои соодветен тераписки протокол кој што обезбедува да се одржува болеста во една нормална состојба, да се функционира со истата и да се обезбеди еден добар квалитет на живот. Кога сме веќе кај излечливите болести, ајде симптомите можеме ли накратко да ги запознаеме гледачите, кои симптоми, па и за неизлечивите болести, кои симптоми се аларм некаков за да се појде на лекар, најпрво на гинеколог, а потоа и на кожно-венеричен лекар? Така. Во основа за сите овие заболувања важи правилата дека заболувањата најчесто кај женска и младата популација почнуваат некако многу дискретно и кај најголем дел од нив симптомите не постојат, односно заболувањата се асимптоматски и обично кај пациентите не знаат дека ги имаат овие инфекции, односно при тоа се цело време заразни, односно инфективни, се носители на заболувањето и при тоа можат непречено да ја шират инфекцијата. Покрај тоа доминираат покрај оние асимптоматски случаи и оние со неспецифични симптоми, односно симптоми кои што обично не се припишуваат дека се работи за сексуално пренослива инфекција.
Најчесто, ако пример почнеме од хламидијата, можеби како една од поопасните. Така, најчесто. И жената и мажот имаат многу неспецифични симптоми. Жената може да пријави нека неспецифична болка во долниот дел на абдоменот, евентуално печење, јадеж во прелот на надворешните гениталии, нека неспецифична секреција, слично и мажот. Меѓутоа, што е поголемиот проблем кај хламидијата? Истата, бидејќи долго време може да перзистира без никаква симптоматологија, тој еден долг временски период ја обезбедува незино ширење низ и другите патишта на урогениталниот систем, што кај жените може да предизвика, се нарекува пелвична инфламаторна болест, тоа е едно заболување на ниво на малата карлица, кое што меѓу другото може да доведе до оштетување на ниво на тубите, јајоводите, односно нивна непроодност, па да биде причина, може и најчеста причина за стерилитет. Меѓутоа, тоа не е само кај женската популација, може да предизвика оштетување на ниво на тестисите кај мажите, односно да предизвика проблем во производството на сперматозоидите, а со тој и нивниот квалитет, па индиректно и кај машката популација да биде причина за стерилитет. Значи, дел од овие заболувања не делуваат само на општото здравје на пациентот, може да делуваат и на репродуктивното здравје. Например, кај гениталниот херпес, кај би продолжила со хуманиот папиломавирус, бидејќи тој од вирусните пак инфекции е најчест. Хламидијата од бактериските е најчеста, а ХПВ-то е најчест од вирусните инфекции. Генерално младите го знаат. ХПВ прашуваат, се интересираат за истиот, бидејќи особено често во популацијата. Така што за него што е битно да се знае. И тој генерално почнува многу дискретно, без нека посебна симптоматологија. За него знаеме дека има преку 200 серотипови, кои што ги обележуваме со бројки, и кои што се делат во две групи во зависност од тоа какви промени локални може да предизвикат на ниво на надворешните гениталии, односно оние прогресивни, инвазивни, па се до најтешкиот тип, така наречен инвазивен карцином. Не само на цервиксот на матката, тука е инвазивниот карцином на анусот, односно на вулвата. Така да, затоа и ги делиме на ниско и високо ризични. Ниско ризичните се можеби од наш домен по чести во пракса, бидејќи тие знаат да предизвикаат така наречени кондиломи или генитални брадавички, најчесто предизвикани од оние ниско вирулентните 6 и 11 серотип. 16 и 18 се типични серотипови од високоризичните, кои што се најобвинети за карциномот на гениталните органи. Кога сме веќе, докторка, тука кај ХПВ вирусот, околу вакцинацијата, почна пред 10 години, само за женската популација, сега мислам дека е влезена и во вакциналниот картон и треба да се вакцинираат и мажите. Ваше искуство и препорака до младите, дали треба да се прими оваа вакцина и дали штити од сексуално преносливи болести, конкретно ХПВ вирус? Точно, значи ХПВ вакцинацијата е еден одличен пример за тоа, нели, како превенцијата може да, колку е клучна практично превенцијата кај овие типови на инфекција. Имено, точно, пред неколку години се појави првата ХПВ вакцина и во нашата држава, која што најпрво беше двовалентна и ги содржеше оние највисоко ризичните серотипови, потоа 4-валентна, за да веќе и ние ја добивме 9-валентната вакцина, која што е во нашиот задолжителен вакцинален календар. Искуствата пред се од странските држави се особено охрабрувачки и висока е бројката на младата популација која што веќе се вакцинира. Практично би требало луѓето кои што ќе се вакцинираат да имаат навршени 12 до 15 години и по правило не е само за жениските деца, туку веќе е и за машката популација со цел да се спречи трансмисијата на ова заболување. Така. Кога сме веќе кај симптомите, кажавме дел од нив, постои ли околу стигмата малку да позборуваме, која е најмладата пациентка или пациентка кој што е детектирана некоја сексуално пренослива болест, се зборували за тоа, се лекували, се признавали дека имаат повеќе партнери и дека тоа е причината. Значи, дали се подготвени да ја санираат и да го спречат понатамошното ширење на болест? Така. Знаете, ние живееме во едно, нели, отворено
сексуално општество и обично се зборува многу отворено и за сексуалноста, и за преференциите, и за задоволствата, и за контрацепцијата, меѓутоа кога станува збор за сексуално преносливите инфекции, некако отвореноста не е толку очигледна, нели? Се уште препоставуваме табу тема. Дали еве се случува, извинете, родител да донесе дете? Да. Се случува. Значи, ние, видите, и тоа и така треба да биде, особено ако се работи, нели, за млада популација. Ние секој пат стимулираме искрен и отворен разговор, значи и со сексуалниот партнер во однос на преференциите, и со родителите, и соматичниот гинеколог, па и соматичниот лекар. Знаете, се уште има многу неодговорени прашања, малку се прашува, малку се одговара. Се уште има лица кои што сметаат дека нели јас никогаш нема да добиам ваква инфекција. Мене ова не може да ми се случи. Мене ова не може да ми се случи и се уште има луѓе кои што сметаат дека ова се инфекции кои што се ексклузивно само за нели лица со ризично однесување, што е апсолутно неточно. Значи важи правилото дека нема да добиеш сексуално пренослива инфекција само ако немаш сексуален однос, односно абстинираш. Односно секој сексуален активен човек практично е веќе потенцијален извор на сексуално пренослива инфекција. Значи, секој пат преферираме искрен, отворен разговор, да се прашува, да се интересира, кои се начините на пренос, како да се спречи, како да се лечи. Така. Околу лекувањето, дел од нив се лекуваат со антибиотици, дел има кои што не се лекуваат, меѓутоа болеста се држи под контрола. Еве чисто информативно до гледачите, кои болести можат и за колку време да се излекуваат, дали треба абстиненција во тој период, дали се лекуваат мажот и жената паралелно. Така. Рековме 4 од овие болести комплетно можеме да ги излечиме. На прво место е хламидијата, рековме како најчеста. Многу е битно да знаат младите дека овие заболувања лесно се лечат. Се зема, нели, соодветен микробиолошки бриз, тоа е најчестиот и најточниот начин за дијагностицирање на ова заболување, при тоа со соодветен антибиограм ние го препишуваме соодветниот антибиотик. Секој пат тука нагласуваме дека третманот треба да биде за двајцата партнери и при тоа да нели се воздржат во тој период од сексуален однос со цел да се спречи повторна нели реинфекција на ова заболување. Можни се реинфекции, но генерално во најголем дел од случаевите 100% имаме излекување на заболувањето. Тоа истото важи и за сифилисот, кој што се лечи денеска со еден оној најстар и најдобар антибиотик, тоа е пеницилинот. Единствен предизвикуваност на лекувањето е можеби гонорејата, бидејќи предизвикувачот во текот на годините стекнал изразена отпорност према антибиотиците, така што тие терапевски протоколи се менуваат во текот на годините, токму поради нели оној проблем што го имаме воопшто во нашето општество, тоа е антибиотската резистенција, но кај овие пациенти секој пат се зема нели третманот е индивидуален, се зема еден добар се зема бриз, се прави еден добар антибиограм со точно да се одреди кој антибиотик ќе делува на предизвикувачот. Исто важи и за трихомонасот. Во однос на вирусите, гениталните бредавички ги третираме успешно. За нив е битно да нагласиме дека се само лимитирачки. Тоа значи дека покрај тоа што ние механички ги третираме бредавичките, во нашата болница ги третираме успешно со еднократен третман со CO2 лазер, може и со радиобранхирургија или со криотерапија, но секој пат го стимулираме имуниот систем, го бустираме со витаминска терапија, со имуномодулатори, кои што практично ќе подобрат природната одбрана на организмот спрема вирусот. Гениталниот херпес го добиваме за доживотно, значи после онаа примерна инфекција, овој вирус преку нервни патишта патува до ребетниот мозок и таму живе во една латентна состојба која што може да се активира при пад на имуниот систем, но истиот се третира сосема успешно и може да се одржува во таа латентна состојба до крај на живот, односно тие пациенти имаат одличен квалитет на живот. Истото важи во секој случај на за третманот на ХИВ, значи денешната комбинирана така наречена ретровирусна терапија покажува одличен успех, односно овие пациенти пред се мора да нагласим имаат
одличен квалитет на живот. Таа ретровирусна терапија ги намалува копиите на ХИВ вирусот и на тој начин се одржува и добра клиничка слика, се намалува тежината на болеста. Тие пациенти можат комотно долги години нормално да функционираат. Така. Доктор Бушковски, за крај една препорака, темата е голема, имаме уште многу за зборување, меѓутоа времето ни е кратко за интервјуто. Препорака до младите. Во тек на интервјуто кажавме дека абстиненцијата е единствен начин да не се добие, меѓутоа тоа е тешко изводливо, посебно кај млади, потентни луѓе. Што треба да направат освен да користат кондоми, заштита, за да и кога треба да се јават на лекар доколку забележат дека нешто не е во ред? Точно кажавте, превенцијата е клучна. Генерално секој пат препорачуваме, нели, видна е онаа сексуална едукација, особено на младата популација, каде што овие инфекции се најчести. Таа едукација во основа вклучува запознавање со, нели, што е тој безбеден сексуален однос, што тој вклучува и, нели, да се избегнуваат оние ризични сексуални однесувања. Тоа е примерно. Второ, рековте, заштитата, односно користење на соодветна механичка заштита или презервативи, кои што треба да се едуцираат младите како правилно да ги користат. Сепак истите штитат дури 98% од сексуално преносливите инфекции, тоа е голема бројка. И без разлика, голем дел од нив, рековме, немаат симптоми, можеби не знаат дека треба да појдат на лекар за оваа проблематика, но затоа тука се оние редовни гинеколошки прегледи и скрининг, тестирања за најчестите сексуално преносливи инфекции. Тоа го има, предпоставувам, во вашата болница, можат редовно да го направат? И кај своите редовни прегледи, нели, кај гинеколог, секако. Така. Почитувани гледачи, ова беше разговорот со доктор Весна Бришковска-Бошковски во утринската емисија Слободен печат. Вие останете со нашата програма, следете го веб изданието и секако очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието.